Добро вечер. Македонија има само план А за Европската унија, вели министерот Тимчо Муцунски. Во Вести Плюс на Канал 5 Муцунски изјави дека се разгледуваат повеќе механизми за откочување на процесот, а повторно намаса се и уставни со одложено дејство. За назначувањето на поранешниот вице-премиер за добро владење Арбен Фетај за специјален представник во Брисел, решение кое предизвика бројни политички реакции, Муцунски вели дека за владата тој бил најкомпетентен за позицијата. Меѓу другото, се школувал во Белгија, имал двојно државјанство, но и контакти. Јавноста треба да знае дека ние имаме постојан активен диалог и со европските институции, и со земјите членки, и со соседна Бугарија. Се уште не сме близко до решение, но разговараме за решение. Решенија кои што се во рамките на позициите кои што ние повеќе пати ги имаме представено на нашата јавност, разговараме за повеќе решенија, меѓу кои што ќе потврдам, едно од потенцијалните решенија за кои што сме дискутирале е и моделот на уставни измени со одложна примена, но се уште не сме стигнати до фаза да имаме решение кои што е префатливо за сите страни. За нас што е клучно? Предвидливоста и сигурноста дека нема да бидеме условувани за прашање поврзани со историја, идентитет, јазик и култура. Оваа влада за прашања поврзани со историја, јазик, идентитет и култура никогаш нема да преговара. Објективно гледано, и ова е и мој став, но и ставот на претседателот на владата Мицкоски, Арбен Фетај тука треба да бидеме транспарентни со нашата јавност. Има двојно државјанство, македонско и белгиско. Арбен Фетај да немаше двојно државјанство македонско и белгиско, веројатно ќе беше идеален кандидат да биде и наш амбасадор во Европската унија. Бидејќи се работи за компетентна личност, кој што одлично ја познава Белгија и европските институции. Морам да кажам, за мене беше и одличен соработник во владата. Заеднички реализиравме повеќе проекти во последните 2 години. Пратеничката Илира Даути сепак попладнево го добила писмениот одговор од премиерот во однос на правичната застапеност. Предходно, повикувајќи се на одговори на процедура, Даути не сакаше да ја напушти собраниската говорница. Следа неколку одложувања, пошто пратеничките прашања денеска завршија со само едно од лидерот на СДСМ Венко Филипче. Зошто не ги објавувате резултатите од водата во Гостивар? Зошто имате контрадикторни изјави? Вие едно, министерот за здравство друго. Секој ден ви е полно устата. 4 сме биле во Европа, 3 сега сме први. Ама луѓето знаат како живеат. Те живеат на работ, на екзистенција. Зарем сега не се потврдуваат нашите тези тоа што ние го зборуваме? Дека намерно не сакате во Европа. Граѓаните знаат дека вие сносите одговорноста за сите овие работи. Но сакам тоа да го слушнам од вас. Кој е премиер е крив за сите овие работи во државата? Просечна плата во државава во јули 2017 година 22.671 денар. Просечна плата мај 2024 41.252 денари. Овде има за Гостивар цело туце и за околината на Гостивар. Вие сте министер тогаш во тој период. Не само што ви гореа модуларни болници, туку како доктор вие не се државте до заклетвата. Вие дозволувавте луѓето да конзумираат вода која што во најмала рака кажано представувала ризик за здравјето на тие кои што ја конзумирале. 7 потврдени случаи со западно-нилска треска има во земјава. Од нив 2 се борат за живот, потврдуваат од инфективната клиника. Она што е загрижувачки е фактот што само еден од потврдените случаи патувал надвор од Македонија. Освен потврдените, има уште 3 суспектни на Западен Нил за кои се чека лабораториска потврда. Моментално на клиниката за инфективни болести има хоспитализирани 7 пациенти со лабораториски потврдена инфекција на вирусот Западен Нил. За жал, за 2 пациенти се во критична состојба, кои се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Еден е 76 годишен, другиот е 66 годишен. 2 се интубирани и се лекуваат во одделот за интензивно лекување. Министерот за здравство не сака да дава рокови за водата за пиење во Гостивар. Пробите, вели тој, ќе продолжат се додека не се добијат 3 добри последователни резултати. Повеќе детали има Миријана Мирчевска-Јовановиќ.
Нема датум или од кој ден гостиварци ќе може да пијат и да готват со безбедна вода од градскиот водовод, изјави министерот за здравство Сашо Клековски. Тој потенцираше се додека нема 3 последователни негативни тестови, водата нема да биде за употреба за пиење ниту за готвење. Во моментот чим 3 едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Оно што е важно дека водата сега може да се употребува за други намени, а не за пиење и подготовка на свежа храна, така што тој дел барем е разрешен. И тука не можеме да шпекулираме. Треба 3 теста на кориснички места да бидат соодветни за да може да АХВ ја повлече забраната за употреба на вода за пиење. Премиерот Мицкоски вчера изјави дека една од причините за водата да остане само за техничка употреба е потврдата на резидуелна бактерија во инсталациите. Но што го кажува премиерот дека сакаме да бидеме максимално сигурни пред да дозволиме водата да се употребува за пиење и за подготовка на храна. Значи се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби. Во здравствените установи во Гостивар вчера биле прегледани нови 73 пациенти. Во општата болница биле 45 нови прегледи, од кои 26 на инфективното оделение, каде 2 биле хоспитализирани, а 18 биле деца. Во здравствениот дом Гостивар регистрирани се 28 нови пациенти во дежурната служба. Денеска во Софија се одржал првиот состанок на работната група на Македонија и Бугарија посветен на подготовка и реализација на изградбата на заедничкиот прекуграничен железнички тунел на коридорот 8. Во согласност со усвоените заклучоци беше договорено следниот состанок на заедничката работна група да се одржи во Скопје, каде што ќе биде направен преглед на реализацијата на договорените активности и ќе се утврдат наредните чекори за реализација на проектот, соопштија од Министерството за транспорт. Не побегнал, туку заминал за Србија заради деловни обврски, уверува одбраната на обвинетиот во случајот Рек Битола, почесниот конзул и бизнисмен Борче Марковски. Пасошот со гаранција од 5 милиони му е вратен од страна на Вишото битолско обвинителство. Михајло Видимлиски. Не основното, туку вишото јавно обвинителство во Битола го променило ставот за враќање на пасошот на бизнисменот и почесен конзул на Белорусија во Македонија Борче Марковски, по приложената гаранција од околу 5 милиони евра. Откако одбраната повторно побарала укинување на мерката за одземање на патната исправа, предметот бил рефериран до вишото обвинителство, кое наложило јавниот обвинител во Струга да даде позитивно мислење за барањето. Првично на 15 јуни, основното јавно обвинителство Струга било против враќањето на пасошот. Но по разгледување на предметот, вишиот јавен обвинител оценил дека со веќе определената гаранција е одстранета опасноста од бегство на обвинетиот. Основниот суд во Струга му го вратил пасошот на Марковски, каде председател на кривичниот совет бил судијата и председател на судот Вулнет Винца, кој од денеска заминува во пензија, откако судскиот совет го отфрли неговото барање за продолжување на вршењето на судиската функција, бидејќи ненавремено доставил изјава. Воедно се прифаќаат аргументите на одбраната дека обвинетиот поседува фирма во Република Србија, чие работење е сериозно доведено во прашање и постои можност да биде нанесена ненадоместлива штета, доколку тој во најкраток можен рок не отпатува таму за да потпише документација во врска со работењето на фирмата. Велат од битолското обвинителство, од каде додаваа дека сите аспекти на ваквата одлука и соодветната аргументација ќе бидат испитани, а во моментов не можело да се смета дека обвинетиот е во бегство и тој има обврска да се јавува пред судот. Според информациите, Марковски вчера бил задржан на граничниот премин Табановце, но по извршените проверки му било дозволено да ја премине државната граница и да влезе во Србија. На него и на 8 други лица им се суди за дислокација на погонските станици од рудникот Осломе и во рудниците на Рек Битола. Тендер тежок над 1,7 милиони евра. Освен на Марковски, им се суди и на 5 мина вработени од Рек Битола и 2 вработени во неговата фирма. Еден од обвинетите и поранешниот директор на Рек Битола Пеце Матевски, на кого веќе му се суди и во Битолскиот суд за случајот со тендерот за ископ на јаловина со фирмата Рудокоп Битола.
Судскиот процес за Марковски почна во Основниот суд Битола, за потоа да биде целосно префрлен во судот во Струга, а рочиште е закажано за 2 септември. Вестите завршија. Останете со Канал 5. Пријатно.